Па добро е така, денес сме во Кавадарци, секако дека знаете како министр за земјоделие, Кавадарци ќе се разговара за грозјето, за виното, така да би сакал сега после бербата на грозјето, кој што знаете имаше и доста проблеми, пред се проблеми од временски карактер, но знаете во текот на бербата се јави едно доста врнеж имаше, па во тој правец сега разговарав со пензионерите кои што се интересира пред се во законската регулатива, односно проблемите кои што ги имаат лозарите во однос на исплата на средствата. Нормално нели треба се произведе, но за тој производ треба да се плати. Така да знаеме во минатото има проблеми со одредени винари, не ги исплаќа лозарите, така да еве тука поразговарав и им кажав дека со измените во законот за вино што ги направивме, така да од оваа реколта од 2016 година практично секоја винарија која што и еден лозар нема да го исплати, практично за едната година нема да добие лиценца за откуп на грозје. Значи тоа е едната работа. Второто, знаете дека направивме измени во однос на плаќањето на грозјето, тоест истото ќе се исплаќа во 3 рати. Првата рата треба да добијат 20% до 15 декември, 40% треба да добијат до 15 февруари, до 31 март треба да ги добијат останатите 40%. Секако дека секоја она винарија која што нема да успее да ја исплати првата рата, автоматски ќе им биде одземена лиценцата, ќе има дозвола за продажба на вино во наредните 2 месеци и сите пари кои што ќе дојдат како прилив од тоа продадено вино ќе се наменети прво за исплата на лозарите. Па нормално ако не може некоја винарија да исплати втората рата, исто така ќе биде изгубена лиценцата и третата рата, така да на овој начин сакаме да ги обезбедиме лозарите дека сигурно ќе добијат парите. Исто така една главна работа која што винарите искористуваат тоа што во претходниот закон право на откуп има и трговци кои што нели се регистрирани за откуп на винско грозје, така да практично винариите према трговците ги измеруваат обврските на најразличен начин со разни нели продажба на вино или не знам како тие финансиски средства, а додека откупувачите, односно трговците не ги измерува поборувањата према лозарите. Ние на винариите бевме обврзани да им дадеме лиценца, бидејќи ги има измерено сите обврски, а додека лозарите останува ненамерени. Од тие причини, значи сега во новиот закон практично може на винско грозје да врши само откуп винарија регистрирана во единствениот регистар во Министерството за земјоделие. Така да еве тие се проблемите за кои што нели разговаравме, се интересира пензионерите, а секако дека ова треба да го кажеме и на лозарите, кои што еве денеска имаме една агенда, ќе одиме во повеќе населени места, нормално кои што се занимава пред се со лозарство, и да ги чуеме и нивните забелешки како поминала сезоната и така натаму. Вие знаете дека, како што реков, од временските неприлики владата презема 3 мерки донесе за да може да помогне на лозарите и винарите да се откупи виното. Тоа е, знаете, првата мерка за Вранецот, дадовме по 3 денара за откупено кило вранец на винариите, така да винарите, значи, практично го откупуваат 10 денари нагоре, или зависно од шекерни единици. Тоа кажеме дека оваа година, знаете и вие самите, дека грозито се откупуваше врз база на шекерни единици, и секој введовме втора мерка, тоа е за сортовата Смидаревка, каде што дадовме 2 денари на винариите, со тоа што да ја задржат цената накако што беше договорена 11-13 денари. Исто така, на владата сега во среда донесовме уште една мерка, имајќи во предвид дека, пак ќе кажам, ради врнежите, каснењето на откупот на виното, донесовме, како што реков, уште една мерка, каде што на лозари кои што имаат до 0,5 хектари добиваат додатни 20.000 денари, значи 40.000 денари е основната, плюс 20-60.000 денари ќе добијат по хектар. Од 0,5 до 1 добиваат 15.000 денари и од 1 до 5 хектари добиваат 10.000 денари, значи тоа се нови 3 милиона евра, и на винарите дадовме негде околу 2 милиона евра, значи ние како држава, како Министерство за земјоделие,
дадовме, значи, за ова реколта од 2016 година 5 милиона евра да им помогнеме на лозарите. Ова го направивме од проста причина што како влада, како министерство цениме дека винопроизводството е на стратешка цел на Република Македонија, имајќи во предвид дека овој регион, Кавадаречкиот, Неготинскиот, Демиркапискиот, е идеални услови за производство на винова лоза, па и на ова, како се века, асталско грозје. Од тие причини, ние како министерство ќе направиме сите можни напори за да ги задржиме земјоделците, да ги мотивираме, и во тој правец знаете дека еве од идната година предлагаме нови мерки, пред се во системите за наводнување, каде што 80% капка по капка ќе ги субвенционираме. Вие знаете дека наводнувањето е една од работите кои што бара еден поголем човечки ангажман. Практично сега со уведување нови системи капка по капка ќе биде многу проста работа на наводнувањето, но од тие причини ние како министерство, значи, ќе им помогнеме овие системи да ги постават, каде што 80% ние ќе им помогнеме во набавката на оваа опрема.